Првите средства што ни останаа на располагање во буџетот ги наменивме за зголемување на платите на вработените во јавниот сектор за преку 25%, што повлече изголемување на платите на сите вработени во Република Македонија. Првите средства што ни останаа во буџетот ги наменивме и за пензионерите. Се сеќавате пред 7-8 години, 2003-2004 година, кога пензионерите бара покачување на пензиите, тогашната власт, тогашниот премиер беше Бранко Црвенковски, им рече дека ќе се навалел бродот ако владата даела пари за пензионерите, пе бродот ќе се превртел. Тој брод се преврте и без пари за пензионерите, уште им закинаа на пензионерите 8%. Што ВМРО ДПМН направи? Ги зголеми просечно пензиите за 35%. Најмалата пензија за 42%. 7.500 денари беше просечната пензија во 2006, 10.500 денари е денес просечната пензија. 3.000 денари секој пензионер добива повеќе заради политиките на ВМРО ДПМН. Пензионерите знаат, лековите се скапи, храната е скапа, струјата е висока, се друго, трошоците се. Меѓутоа, друго е кога имаш влада што мисли на тебе, друго е кога имаш влада што првата шанса што ја има ја користи за зголемување на твојата пензија. Така и ќе продолжиме во иднина. Ќе дојдат подобри времења, ќе има пари и за зголемување на плати, и за зголемување на пензии, и за зголемување на социјалната помош, впрочем. Социјалната помош во периодот на владење на ВМРО ДПМН се зголеми за околу 30%. Сите приматели на социјална помош денес добиваат за 30% повисока социјална помош. На нив им треба помошта, бидејќи тоа се најповредливите категории на граѓани, тоа се граѓаните кои што не можат без помошта од државата. На нив им треба помош и во вид на изградба на социјални станови. На нив им треба помош и во вид на поддршка на покривање на трошоците за електрична енергија. Што ВМРО ДПМН направи во тој дел? ВМРО ДПМН во делот на стамбената изградба намени посебни згради, посебни стамбени објекти за лицата што се приматели на социјална помош. Еден таков објект неодамна имавме можност да го промовираме во Охрид, каде што една зграда е наменета за примателите на социјална помош, односно еден број на граѓани ќе добијат стан, односно ќе можат да го решат еднаш за секогаш стамбеното прашање. Во делот на земјоделството, ВМРО ДПМН во својата програма кажа дека ќе биде партнер на земјоделците и дека Македонија е земјоделска земја и мора сериозно да се поддржи земјоделството. Денес во Македонија, 4,5 години по нашето ветување во 2006 што го дадовме, земјоделците ги примија до последен денар. 254 милиони евра завршија кај земјоделците со субвенции. Тоа е владата на ВМРО ДПМН во делот на земјоделството. Во делот на здравството, што ВМРО ДПМН прави и што ќе направи? За добро здравство треба добар кадар, треба добри објекти и треба добра опрема. Ние се зафативме со решавање на трите проблеми. Прв пат во Република Македонија после 20 години една влада се реши да издвои средства од буџетот и од кредитни средства за купување на опрема за здравството. Во тек е набавката на опремата, во тек е набавката на опрема за сите здравствени установи во Република Македонија, во тек и набавката на опрема за здравственијата установа во Охрид, за болницата во Охрид, каде што ќе се набават современи апарати. Апарати како што се ехоапарати. 100 милиони евра ВМРО ДПМН намени за набавка на опрема за здравството. Тоа е вистинска поддршка за граѓаните и за квалитетот на услугите. Вториот исчекор во здравството што го направивме беше реконструкција на здравствените установи. Здравствените установи во Македонија, како и опремата, беа изградени пред 30 години и ниеднаш во овие 30 години никој не се зафати да ги реновира. ВМРО ДПМН се зафати и со таа работа. Земавме кредити од странство, одвоивме пари од буџетот, одвоивме вкупно додатни 100 милиони евра за реконструкција на сите јавни здравствени установи. Охридската болница е меѓу првите што почна да се реконструира и јас верувам дека во догледно време истата ќе добие многу подобар изглед, многу поквалитетен изглед, поквалитетен прием ќе има за пациентите и ќе може истите кога ќе отидат на лекар да добијат адекватен третман. За граѓаните е најбитно сепак во болниците каде што ќе има нови објекти и нова опрема да има и квалитетен кадар, односно кадар кој што ќе им посвети внимание на граѓаните. За таа цел го реализираме проектот за плаќање по учинок на здравствените работници. Плаќањето по учинок значи еден дел од платата ќе им биде загарантирана,
Меѓутоа 1% од платата ќе варира, зависно од нивниот однос кон пациентите. Така да на крајот на месецот, само ако се исполни нормата за прием на пациенти и ако односот кон пациентите биде како што треба, тогаш ќе биде исплатено 100% од платата, некаде и повеќе од 100% ако има основа за тоа. Тоа се крупни реформи во здравството. Реформи што во следните години ќе го подобрат третманот на граѓаните на Република Македонија во јавниот здравствен сектор. Јас верувам дека брзо во наредниот период ќе се почувствуваат придобивките од ваквите политики. Низ ваквите средби со граѓаните на многу места кај што одиме, во многу градови, многу граѓани го поставуваат прашањето на квалитетот на судството и начинот на кој што се решаваат предметите. Со години, да не речам со децении, одредени предмети се влечат по судските фиоки. Ниедна влада досега не решаваше проблем на реформите во судството, односно не се зафаќаше да го решава, напротив, судството беше долги години партизирано и таму владееше висок степен на корупција. Еве што правиме. Со последните измени на закони, направени во декември оваа година, прво воспоставуваме многу по-строги стандарди за тоа кој може да се запише на Академијата за судии и јавни обвинители и кој може да стане судија. Воведовме следно: да мора прво и основно да заврши факултет со најмалку просек 8 и да заврши постдипломски студии исто така, за да може да се запише на Академијата и да може да работи во делот на судството. Но не е доволно само тоа. Ке треба оној што сака да стане судија, исто така да познава и странски јазик и тоа познавање на странски јазик да го докаже преку завршување на испит кој што не е доволно да го заврши во земјата, туку треба да го заврши на еден од акредитираните институти каде што се полага TOEFL, Кембридж или слично. Во тој дел ќе биде потребно оној што сака да стане судија исто така да положи и тестови. Тест прво за стручното познавање на материјата и тој тест се разбира не е толку страшен, меѓутоа има нови тестови кои што ние ги воведовме. Едниот тест е за интегритет, практично за тест за интегритет на личноста, и вториот тест е психолошки тест. Во делот на напредокот на судиите, како ќе оди напредокот, за разлика од сега, до сега, да речем, како што се одвиваше повеќе на некој начин по пријателски и други линии, сега ќе се воспостават јасни стандарди, каде што секоја постапка на судијата и секоја одлука на судиите ќе биде бодирана. Што значи тоа? Значи дека ако судијата носи одлуки кои што често се случува на второстепена инстанца да паднат или да бидат преиначени од повисокиот суд, тоа значи дека нешто со тој судија не е во ред, или не го познава правото, или заради други коруптивни и други причини носи такви одлуки. Тогаш тоа му на негативен начин му се бодира, значи добива негативни бодови. Оној што добива негативни бодови нема да може да оди напред во кариерата. Само оној што добива позитивни бодови, што значи има решенија што не паѓаат на второстепена и се издржани и на квалитетен начин донесени и согласно законот, само тој ќе може да напредува во кариерата. Истото се однесува и за јавната администрација. Сите граѓани во Салава сигурно во една или друга прилика имале потреба и причина да отидат до некоја подрачна единица да работат со јавната администрација, да побараат некоја услуга. Воведуваме принцип на интероперативност меѓу институциите, интероперабилност, што значи во практика дека ќе се поврзат софтверски државните институции и кога граѓанинот ќе треба да добие одредена услуга, например отиде во подрачната единица на катастарот и сака да добие услуга, а за да добие таа услуга, да го добие тој документ што му треба од таму, му требаат документи од полиција, од МВР, од царина или од не знам каде. Државните институции, државната институција кај што оди во случајов катастарот ќе е должна, по службена должност, значи, да ги обезбеди тие документи за тој граѓанин ако постојат во другите институции и да го комплетира случајот, а не граѓанинот да оди во тие различни институции. Значи на почеток ги вклучивме во тој систем катастарот, управата за јавни приходи, царината и централниот регистар. Во следната фаза ќе влезе и Министерството за внатрешни работи, што значи ќе се однесува и на оние лични документи што се вадат, што се добиваат од Министерството за внатрешни работи, а понатака и другите државни институции. Втора работа, втора новина што се внесува во делот на јавната администрација и квалитетот на нејзиното работење е тоа што
ќе се утврдуваат точни процедури и рокови за завршување на секоја активност. Што значи тоа? Ако граѓанинот се обрати со одреден допис, со барање или фирма се обрати до институцијата, има одреден рок до кога работата треба да се заврши или да се одговори. Ако државната администрација продолжи со лошото однесување и не им одговара на граѓаните во предвидениот рок или не ги направи услугите што треба да ги направи онака како што е должна, тогаш соодветно ќе биде казнета. Трет проект што се однесува на реформите на јавната администрација е проектот со кој што воведуваме оценување од страна на граѓаните на државните службеници со кои што имаат контакт. Тоа оценување ќе биде вршено преку притискање на копче, значи пред шалтерот кај што се дава услугата ќе има пред секој службеник едно апаратче на кој што има 3 копчиња. Едното е црвено, другото е жолто и третото зелено. Едното значи, се разбира црвеното, дека не сте задоволни од работата на државниот службеник, жолтото значи дека сте делумно задоволни и зеленото значи дека сте задоволни. Граѓанинот на крајот од добивањето на услугата ќе има можност, се разбира, доверливо да притисне едно од тие копчиња и да ја оцени работата на службеникот. Зошто е ова битно? Е битно затоа што софтверот со кој што е тој апарат поврзан, е поврзан и со Центарот за сметководство во таа институција, каде што се утврдуваат платите. Со други зборови, платата на крајот на месецот ќе зависи од тоа дали за тој државен службеник голем број на граѓани се изјасниле позитивно, негативно или како се изјасниле. Што значи дека тој може, ако сака да продолжи лошо да работи, но тоа директно ќе му се одрази врз джепот, односно она што ќе го прими на први во месецот. Само така можеме, почитувани ухриѓани, да направиме сериозни промени во делот на реформата на јавната администрација. Со оглед дека за останатите сектори и области ќе имаат можност да зборуваат и останатите колеги. Јас само на крајот би издвоил уште 2-3 проекти кои што не беа составен дел на нашата програма, не беа можеби ветени пред граѓаните или не беа ветени во таква форма, но ние ги реализиравме токму заради граѓаните и заради совети и барања на граѓаните на слични вакви средби. Еден од тие проекти е проектот што ја обележа 2010 година, проектот за продажба на земјиштето за 1 евро по метар квадратен. 102.000 барања се пристигнати, 102.000 семејства решија да го откупат земјиштето по 1 евро за метар квадратен. Тоа е политика на ВМРО ДПМН. Граѓаните да можат да станат собственици на собствениот двор, да можат да го пренесат на идните генерации, на своите деца, да можат да го капитализираат, да го искористат како хипотека, ако сакаат да земат кредит. Тоа е директна политика што е во функција на заокружување на еден историски процес на приватизација на земјиштето. Но уште повеќе е политика со која што покажуваме дека ВМРО ДПМН има чувство за потребите на граѓаните. Низ транзицијата, еден мал број на привилегирани доби многу. Ги добија фабриките, добија огромни капацитети, добија можност да не плаќаат обврски, добија можност да бидат подоцна амнестирани и се друго. Голем дел од граѓаните не доби речиси ништо. Ова е политика со која што се исправаат еден дел барем од тие работи, со кој што и оние што ништо друго не добија од општественото богатство, така да го кажам, барем на собствениот двор, на собствениот имот, добија можност да го купат речиси за без пари, за 1 евро по метар квадратен. Таква е политиката на ВМРО ДПМН. И уште еден таков проект, кој што пак ја обележи 2011 година, јас верувам дека е многу значаен за Охрид, исто како што е значаен и за многу други градови во Република Македонија, е проектот за легализација на дивоградбите. Нема позначено прашање за илјадници, за 400.000 семејства во Република Македонија. Знаете колку влади претходно зборува и колку политичари зборува. Ниеден не се зафати со негово решавање, ниеден не го реши. ВМРО ДПМН донесе закон и тоа донесе не само закон, туку закон кој што е исклучиво добар за граѓаните. По 1 евро по метар квадратен да ги кошта легализацијата на нивните објекти. Тоа е политика во корист на граѓаните, во корист на оние посиромашни слоеви на граѓани посебно. Добро вечер и од мене, добро вечер за Охрид. Јас денеска
ќе се обидам да ги образложам политиките што ние ги преземаме во областа на образованието. Образованието, ние како влада, оваа влада на ВМРО-ДПМН, го сврсти меѓу 5 врвни приоритети на владата на Република Македонија, еднакви по значење. Спроведавме многу политики. Една од првите политики кои што ги спроведавме во делот на образованието беше воведувањето на бесплатното и задолжително средно образование. Зашто ја предвидовме оваа мерка? Затоа што констатиравме дека поголемиот дел од граѓаните во Република Македонија се со основно или помалку од основно образование. Тоа е фрапантна бројка која што потоа се пресликува и во структурата на невработеноста, на невработените. Тоа е она што ги оневозможува или ги отежнува сите овие политики и мерки кои што ние се трудиме да ги имплементираме за подобрување на животот на граѓаните. Со ова предвидовме и дополнителни мерки, затоа што со самиот факт дека го направивме задолжителното средно образование, не им помогнавме на граѓаните, затоа што знаевме дека многу од нив имаат проблеми да го реализираат тоа образование. Затоа предвидовме паралелни мерки, како што се бесплатен превоз за сите ученици во Република Македонија, како што е мерката за бесплатни учебници за сите ученици во основното и средното образование. За прв пат во историјата на Република Македонија имаме навистина бесплатно образование. Ние како влада знаеме дека бенефитите од инвестицијата, ние ова го гледаме како инвестиција во образованието, нема да ги почувствуваме ние во оваа влада, но тоа ние не го правиме од тие причини. Ние сакаме да инвестираме во образованието за подобар живот на идните генерации во Република Македонија. Констатиравме дека инвестициите во образованието во претходните години, кога владата ја управуваше Социјалдемократскиот сојуз, беа 500 милиони денари за 3 години. Затоа решивме силно да почнеме да инвестираме во образованието, затоа што констатиравме дека има потреба од тоа. За само 3 години инвестиравме 1,5 милиарда денари во образовната инфраструктура. 3 пати повеќе од тоа што беше инвестирано претходно. Но исто така знаеме дека ова не е доволно. Затоа во наредниот период ќе презееме сериозни инвестициски зафати во сите основни и средни училишта во Република Македонија за образовната инфраструктура да биде достојна за сите наши граѓани. Почитувани охриѓани, во рамки на овие инфраструктурни зафати набавивме 50.000 клупи, 100.000 столчиња, обезбедивме средства за реновирање на сите санитарни јазди во основните училишта. Предвидовме и спроведовме проект за набавка на компјутер за секој дете. Набавивме интернет во сите училишта. Почнавме проект за изградба на 145 училишни спортски сали и преку Министерството за образование и наука и 35 спортски сали преку Агенцијата за млади и спорт. Вкупно 180 училишни спортски сали за нашите ученици да имаат соодветни услови за спорт и спортски активности. Меѓутоа не само за нашите ученици, него и за сите граѓани во Република Македонија да може да ги користат овие сали и да спортуваат и да се рекреираат. Исто така, предвидовме и проекти за изградба на 50 фудбалски игралишта, за изградба на 100 тениски терени, за изградба на 100 мултифункционални игралишта преку Агенцијата за млади и спорт. И уште многу инфраструктурни проекти кои што ќе овозможат подобрување на образовната инфраструктура и подобри услови за образование во Република Македонија. Со измените на Законот за основно и средно образование предвидовме и воведување на така наречен електронски дневник. Што предвидува овој електронски дневник? Овој електронски дневник предвидува да родителот биде постојано информиран за се она што се случува во училницата, да биде информиран за тоа дали и каква оцена добило неговото дете, да биде информиран дали неговото дете присуствувало на настава или не, оправдано или неоправдано, и што конкретно, кој материјал конкретно се усвојувал во конкретниот ден на училиште. Во втората фаза на овој проект, која што ќе стартува од септември оваа година, предвидуваме секој заинтересиран родител на својот мобилен телефон преку СМС да добие порака со сите овие информации, да добие порака дали неговото дете добило оцена и каква, дали присуствувало настава и што се усвоило на часовите во училиштето, затоа што само информиран родител доведува до повисоко и поквалитетно образование за децата. Почитувани граѓани на
Охрид, добро вечер. Овие средби кои што ние ги имаме со граѓаните од цела Македонија имаат за цел да ве запознаат со сите реформски процеси кои што ние ги спроведуваме и да ги слушнеме секако вашите мислења за нив, вашите сугестии и коментари, се со цел да ги вклучиме во сите наши напори за создавање на една модерна европска држава и Република Македонија еден ден да биде и дел од големото европско семејство, од нашиот заеднички европски дом, секако откако ќе ги исполни сите услови потребни за тоа. Во изминатите 20 години ние имавме можност многу да слушнеме од страна на политичките партии, од страна на политичките лидери, колку сите тие се залагаат за влез на Македонија во Европската Унија, колку се залагаат за европеизација на нашето општество. Меѓутоа едно е да се зборува за Европска Македонија, друго е нешто и да се сработи за таа Европска Македонија. Нашиот стил на работа, како што спомена и министерот за образование, граѓаните да не препознаваат не по она што сме го кажале, туку по она што сме го направиле. Европска Македонија, почитувани граѓани, се гради со примена на европските стандарди во нашето судство. Вице-премиерот Ставровски зборуваше за реформите кои што ги спроведуваме со цел да ги примениме највисоките европски стандарди и секој во Република Македонија кој што ќе ја побара судската заштита да може да го направи тоа согласно сите закони и судиите во Република Македонија да одговараат за својата работа и доколку направат некоја грешка да бидат одговорни пред граѓаните, затоа што тие постојат токму затоа да ги решаваат процесите во кои што се вклучени нашите семејства. Европска Македонија се гради со модернизација и европеизација на нашата администрација, процес кој што конечно ќе ги убеди нашите административци дека администрацијата постои заради граѓаните, а граѓаните не постојат заради администрацијата. Тие се платени да ги решаваат проблемите на сите наши граѓани и со реформите кои што ги правиме, Република Македонија оди понапред и од многу држави кои што веќе се дел од Европската Унија. Европска Македонија се гради со една безкомпромисна и неселективна борба против корупцијата и организираниот криминал, нешто што нашето Министерство за внатрешни работи секојдневно го спроведува и нема цена што ќе не натера да се откажеме од таа борба против корупцијата и организираниот криминал и успесите на тоа поле се веќе видливи. Не случајно Република Македонија во 2006 година беше рангирана на 105-то или 106-то место во светот согласно перцепцијата на корупцијата, а во 2010 година ние сме веќе на 62-то место. Тоа не ни го доделиле затоа што ние сме рекле дека се бориме против корупцијата, туку затоа што со дела сме докажале дека спроведуваме активности за борба против корупцијата и така ќе продолжиме во наредниот период. Во 2009 година Европската комисија, тоа е телото на Европската Унија што редовно не следи и секоја година ни дава извештај до каде сме отишле. Во 2009 година ни кажа дека сме направиле толков напредок што веќе сме подготвени да ги започнеме преговорите за полноправно членство. И во 2010 година уште еднаш јасно и гласно кажа дека Република Македонија треба конечно да ги започне преговорите затоа што исполнила се што е потребно за тоа. На овој план, за жал, Република Македонија се соочи со еден проблем со кој што се нема соочено ниту една друга држава. Имено еден од нашите соседи пред повеќе години наметна еден проблем кој што се однесува на разликите што тие ги имаат со нашето име и проблемот што тие го имаат со името на нашата држава. Без разлика на одлуките што беа донесени, Република Македонија продолжи да ги спроведува реформските процеси и продолжи да ја доближува Република Македонија во сите области до европските стандарди. Колку и вета тие да ни стават, нашите реформи не можат да бидат запрени. Нема вето на светот што ќе не натера да запреме со реформите во нашето судство, со реформите во нашата администрација, со реформите во нашето образование, со реформите во создавање на една поволна бизнис клима, со привлекувањето на странските инвестиции и така натаму. Без разлика колку тие ќе не блокираат, Република Македонија ќе продолжи да ги спроведува највисоките европски стандарди и да ги применува и да создава една модерна и компетитивна македонска држава, која што ќе овозможи високи стандарди за своите граѓани. Една држава која што ќе биде препознатлива по тоа што во неа владењето на правото е на највисокото можно место, една држава која што странските инвеститори ќе препознаат дека имаат најдобри услови за правење на бизнис во нашата држава и една држава која што
без разлика на тоа што формално ги нема започнато преговорите за членство, ќе се однесува и ќе продолжи да го хармонизира законодавството и да ги спроведува реформите со цел што е можно побрзо да се доближиме до Европската Унија. Добро вечер на сите присутни. Би сакал да ви се заблагодарам за присуството. Навистина е чест да се доаѓа пред граѓаните на сопствениот град и да се говори за она што се основни активности кои што како такви ги имаме. Би сакал да ве поздравам и да ви пренесам неколку работи кои што се актуелни во моментот во Собранието на Република Македонија. Во тека е постапката за усвојување на специјализираниот закон за заштита на старото градско јадро или популарно наречен закон за Охрид, закон кој што 20 години беше ветуван од сите парламентарни состави, еве конечно имаме можност да го имаме, закон кој што ќе овозможи целосна заштита на старото градско јадро, но исто така регулиран режим на изградба и урбанизација на останатиот дел од Охрид, кои што ќе значени точни правила кои што ќе треба да стават крај на оваа урбана мафија која што во моментов за жал со поддршка на општината не се случува. Сакал да се надоврзам на уште една работа која што е деновиве актуелна во Советот на општина Охрид, а тоа е иницијативата која што нашата советничка група ја поднесе за Стевети Климентовиот универзитет, односно по однос на делот кој што се однесува на уредување на градежното земјиште. Имено владата на Република Македонија сака да потроши некаде околу 20 милиони евра за инвестиции кои што ќе значат комплетно возобновување на комплексот и изградба на некаде 27 објекти од културен, научен и духовен карактер, кои што ќе значат многу за градот. Не само во областа на туризмот, туку и во областа на науката, на образованието, на економијата, заради луѓето кои што ќе доаѓаат. И заради тоа, она што го бараме и она што го бара нашата советничка група е да општината учествува во делот на уредување на градежното земјиште. И јас би сакал тука да апелирам иницијативата која што ја поднесе нашата советничка група да биде поддржана од останатите советници и да можеме во Охрид да почнеме со изградба на овој комплекс кој што повторувам ќе значи многу за градот во многу сектори. Третата работа која што е значајна за Охрид, кратко ќе ги набројам проектите кои што ги реализиравме. Почнувајќи од последниот, а тоа е дека, иако не беше ветено, го возобновивме професионалниот театар во Охрид, прв пат после 50 години. Понатака, вториот булевар во Охрид, булеварот Железничка, е изграден во време на ВМРО ДПМН, како што и првиот булевар Туристичка беше реконструиран кога ВМРО ДПМН беше на власт. Во моментов се градат патиштата или се пред завршување кон Велгошти, Лескоец, Лакочереј и останатите приградски места. Во тек на реализација или веќе се реализирани водоводни и канализациони мрежи кон приградските населени места. Проектите од областа на културата, како што беше споменато, Свети Климентовиот универзитет, понатака наколното живеалиште, реформите во здравството, тука ја реновираме Охридската болница и би сакал да им порачам на сите скептици дека на крај се бројат делата и резултатите и можат колку сакаат да негираат во овој момент, да измислуваат афери, да измислуваат начин како ова да се обструира, на крај резултатот ќе биде дека Охрид има една од најмодерните болници во регионот. Тука секако и отворањето на Универзитетот во Охрид за информатички технологии, за што би сакал да се заблагодарам и на министерот за образование. Охрид доби универзитет после 1100 години, тоа е Универзитетот Свети Апостол Павле.